Добро вечер. Ovo je debatni odel od Otvoreното студио. Поштовани гледачи, еден телевизија како граѓанска платформа им ги остапи своите минути и простор за промоција на граѓанските активисти и на дипломати кои имаа претензии да се самономинираат. Овде беа професорите или генерал мајорот Николовски, па амбасадорот Георги Филипов. Беше дури и Амди Бајрам кој на почетокот рече дека ќе се само промовира. Синоќа имавте можност да го чуете првото предоаје на Пендаровски во улога на претседателски кандидат, а вечерва гостин во Отвореното студио е универзитетскиот професор и амбасадор Блерим Река. Тој е човек кој се за исклучително кусо време собра неопходни 10, 11, 12, не е ли важно, подписи, се номинираше и ја доби веднаш поддршката кар бланш од две политички групации врзани околу Беса на Касами и Алијансата на села. Добро вечер, господине, или професоре. Господине, ако бидете председател. Професоре, оно што ми остави впечаток е вашиот Facebook статус за најава. Не иде трка без албанец. Сега вулгаризирам, не сакам да ве цитирам иако. И втората, не бива интелектуалец кој има политички погледи без да се вклучи во политичката игра. Овој првиот дел, вториот дел за вас ми е препознат, зашто бевте активни во сите протести, демократизацијата на образованието и така натаму. Бевте дури дел од дипломатскиот кор во Европската унија, амбасадор. Она што на одреден начин ме збуни е етнизацијата во вашата кандидатура, а тоа дека не бива албанец. Повеќе од вас очекував дека не бива без Блерим Река од Тетово и од Скопје, например. Прво ви благодарам за поканата. Секогаш е чест да бидам гостин во вашата емисија. Мислам, последен пат бевме заедно во мајскиот протест на ВМРО од 2015 кога се кршеа драматичните мигови. Да, тоа беше пред 3-4 години и сега сме во некое помирно време, помирни текови. Како што и сами рековте, од тие две причини не сакам да ги раскажувам уште еднаш. Првата беше интелектуалната причина и втората беше националната. Зашто интелектуалната? Ја мислам дека време е интелектуалците да земат поактивно учество во политиката и од виртуалниот свет, од Фејсбукот, да влезат во реалната политичка битка. Ние можеме да пишуваме статуси секој ден, но сепак животот, политиката не се менуваат со статуси со Фејсбук. Треба да се проба, треба да се влезе во оган и да се види до кај може да промениш. А секогаш за промени треба да се почне нешто. Тоа беше првиот, да речеме, интелектуалната причина зашто ја се само кандидирав за председател. Втората причина беше дали со само 20 македонски кандидати за председател Македонија од едно мултиетничко општество по содржина, демографски мултиетничко, полека слизнува кон едно моноетничка форма, тоест моноетничка држава. Тоест, дали албанците треба да бидат само гласачи, а не и гласани? Тоест, дали треба да бидат таа електорална изборна машинерија која треба да ги даде гласовите во вториот круг, за пак да биде еден кандидат кој не е албанец. Значи, немој да мислите дека тука има некои етнички претензии. Но сепак, ако сме равноправни граѓани на оваа држава, редно е, добро е да се има исто така, освен двата македонски кандидати и еден албански кандидат. Има тука една мала финеса која треба да ја одгонетнеме. Освен се разбира предпоставките дека Дуи не излезе со свој кандидат. Е фактот дека за прв пат може да ни се случи и ни се случува мултиетничка коалиција во предизборието. Значи Дуи и СДСМ. Дали мислите мултиетничка коалиција или мултипартиска коалиција? Вклучувајќи го етничкиот курс, зашто да, ама тоа не се единствените албански партии. Добро, се согласувам.
Но има тука една друга dimenzија. ССМ првпат една вака македонска партија навлезе во албанското ткиво не врз основа на етнички, Да, во 2016. на граѓанските перцепции. Сега ве прашувам, се ја досавте затоа што Ахмети се обидува да одигра игра повторно да биде фактор или проценувате дека Ахмети со поддршката на Заев и на мултиетничката коалиција или мултипартиската коалиција ви отвара простор за евентуален ривалитет во вториот круг Македонец-Албанец, да речем? Прво, принципијално не сакам да коментирам хипотетични мислења на некои лидери, па ни дотичниот што го спомнате, затоа што мојата одлука беше моја лична и не беше прозоркувана ни од некои надворешни влијанија, коалиции, заеднички кандидати и така натаму, така натаму. Јас ви кажав, одлучив за овие две причини, независно од тоа кој партии прават коалиција, кој партии залагат за така наречениот консенсуален преседател или кандидат. Тоа е моја лична одлука и ја ќе бидем независен кандидат на Република Македонија за преседател. Најавата е окей. Меѓутоа, повторно сум збунет од фактот што на првата своја промоција имате непосредна поддршка од двајца партиски лидери кои очигледно ја бараат таа шанса на растечкиот рейтинг. Да. Беса и Алијансата. Да, но не беше забрането ни на другите албански партии да дадат поддршка. А повикавте некоја македонска, например, да застане зад вас? Ја не повикав никоја. Значи, ја не повикав партии. Партиите сами се јавија да ми дадат поддршка. Што значи не беше тоа забрането и за другите, но они имат своји математики, они мислат дека така треба и тука затоа не сакам да коментирам различни партиски провиниенции, идеологии, комбинаторики и така натаму. Во последниве неколку изборни циклуси и други интелектуалци албанци се вклучија пред сантаката трка, да не заборавиме професорката Ходжа у име на ДПА и бизнесменот Селмани. Тие се движеа до, речи си, за наши услови фрапантни бројки, 150.000, 100.000 и така натаму. Вие навестувате дека ќе влезете во вториот круг. Да. Кај ги барате најмалку 350.000 гласачи? Само во албанскиот табор? И како ќе агитирате за поддршка, да речем, условно во македонскиот табор? Така. Значи, ја не можам денеска вечера да представам кампањата, оти не е ни дозволиво, но кога ќе дојде време ќе видите дека ја ќе излезам со една општа кампања, а тоа е кампањата за република. Македонија е држава, но не е република. За да биде република, Македонија треба да има владење на правото, човекови права, функционална демократија и јавна администрација, професионална и одговорна. Чекайте само еден момент. Да. И тоа на оден начин ми внесе некаква алузија на деголизмот на Ширак република. Деголизмот, Ширак, американските како државно уредување или како систем на граѓански вредности? Не, како државно уредување, затоа што ние имавме 11 години заробена држава и имаме се уште 10 години приватна држава на постоечкиот преседател. Мојот концепт е република со владење на законот, а не држава со владење на поединецот. Тука треба да се разликува и со тој концепт ја мислам дека нема граѓани во Република Македонија кој нема да ми го даде гласот. Оти ја не алудирам, како што вие нагласите од почетокот, само на етнички теми. Мојот слоган ќе биде за Македонија евроатлантска и мултиетничка република. Добро, прилично објаснувачки предизвик за ова дефиниција околу република. Околу визурата на Македонија како евроатлантска држава, во која во перфекционизмот да се избориме за таков статус, пред се, вие сами рековте, владење на право, да не доминираат етничките доминантни теми и така натаму. Ама ако имате вие права република, нема да доминираат. Таа што е права република, таа ќе ги реши етничките проблеми. Но ние, навистина ми е многу жал што треба да го кажам,
30 години од независноста, ние не успеавме да изградиме република. Значи, секогаш или поединците или клановите ја водеа оваа држава. Тука треба да се пресече. Еве, нели викаме ние дека сме многу подготвени за да добиеме датум за почеток на преговори. А јас ве прашувам, може ли да добиеме датум со политизирано судство, со непотизирана јавна администрација, со неизвестно специјално обвинителство, со корумпирано, и ако сакате, не само судство, него и овие државни инструменти, со имунизирани пратеници кои се обвинати и со амнестирани криминалци. И мислите дека ова ќе пројде во Брисел? Вие тоа најдобро го знаете, бе таму амбасада. Па не, јас знам дека нема да пројде, но ова што го правиме ние, дека покажуваме и сакаме да докажеме дека све е глатко, све е добро. Без овие 5 елементи, а посебно не, ако знаете дека ќе почнат преговорите токму со двата поглавја 23 и 24, што се независно судство и владење на правото. А каде е владењето на правото? Ние мислевме дека после 11 години заробена држава, се надеавме, ја лично, дека ќе ги исполниме овие две поглавја уште од почетокот. Ние сме скоро 2 години и ја не гледам со партиски компромиси дека ние може да постигнеме нешто. Како ќе кохабитирате со меѓународната заедница? Имавме еден претходен председател кој за клучните прашања зборуваше компромис е компромис. Во еден последен период од една година дена се затвори во вилата Водно и се доведовме до една комплетна, да речем, изолација од највиталните процеси на Балканот и на евроатлантскиот курс. Со жалење треба да констатираме дека Македонија во последниве 10 години е една од најизолираните држави. Прво, стратешки, во последните 5 години државата забегна и скоро ќе забегнеше од другата алтернатива, а не она евроатлантската алтернатива. Требаше да се случи 2016 и да се направат некои храбри чекори, затоа, гледате, ја не можам да не кажам дека и храброста на Заев не може да се потцени за договорот што го постигна од Преспа. И тоа е едно големо достигнување. Но тоа беше само на крајот на еден процес кој водеше до целосна, тотална изолација. Сега работите тргна. Во НАТО се подпишува, се ратификува протокол, ја мислам дека до крајот на годината ќе го имаме и ратификуван и ние ќе станеме 30-та земја членка. Но, да не забораваме, НАТО е геополитика, ЕУ е и техника. Во НАТО се влегува и заради некои стратешки безбедносни цели и така натаму, значи и ако не сакаме, ќе не внесат во НАТО. Во ЕУ не е така и не чека долг процес. Ја не верувам дека со вакви аутоголови што ги правиме во последниве 2 години ние може да добиеме датум за почеток на преговори. Дали албанците се уморни од доминацијата на една партија, а при тоа детектирате дека стагнираме во промените на системот, во вредностните судови и така натаму. И дека е тоа на оден начин ваш личен интелектуален, па на оден начин и незадоволство кај гласачкото тело кај албанците. Наспроти Али Ахмети, зашто да не? Албанците се уморни од комерционалниот национализам или од тендерскиот патриотизам кој постои во Македонија. Со жалење, албанските партии не се националистички партии. Албанските партии се партии кои све гледат кон призмата на тендерот и на парите. Тука се големите дилови што ги прават. И порано со поранешниот режим и сега. Нема ништо од национализам, нема ништо од патриотизам кај албанските партии. Ако рековте дека очекувате дека ќе влезете во вториот круг, уште само една работа ме интересира. Клучна работа е каде ќе барате разликата меѓу Пендаровски, професорот Пендаровски и професорка Василјановска. Дали во идеолошката матрица или во различните погледи на меѓународните позиции на Македонија, сега и иднина?
сигурно не сум авторизиран толковач на нивните програми, значи ја можам само да дам мислење, никако да коментирам или да реплицирам со нив. Со Пендаровски се разликуваме околу концептот, базичниот концепт. Он вели дека е за општество за сите. Мојата девиза е држава за сите. Оти општествено албанците се дел од демографскиот од демографската субстанца во Македонија. Тие се тука. Но не се дел од државните структури. Значи, треба да се промени концептот на државноста за сите, во кој нема да има дозирана демократија, нема да има статистичка нација и нема да има процентуални права. Денеска албанците не се уставна категорија. 20% е уставна категорија и таа се употребува за албанците. Нигде во светот нема статистички дозирани и процентуални категории кога се зборува за нациите. Или се албанец, или не се. Но не сте дел од 20% на населението. Ова треба да се промени. Тука е мојата разлика со Пендаровски. Со уважената професорка Силјановска не можам се сложам со нејзиното негирање на Преспанскиот договор. Прво, за да не ме сватат погрешно моите сограѓани македонци, значи не е дека ние као албанци не ни е грижа дали ќе се промени името и така натаму и така натаму. Ние дадовме многу докази дека бевме многу конструктивни, дека бевме многу солидарни за целиот овој 27 годишен процес. Ги поддржувавме нашите сограѓани македонци, оти знаеме колку е чувствително, колку е емоционално прашањето за името. Но требаше да се сфати еднаш за секогаш дека промената на името на државата не значи промена на македонскиот идентитет. Вие сте пак македонец, зборувате македонски и еве ја ќе ви дам само два примера. Од кога се промени името, ја бев на две меѓународни конференции овие денови. И на првата и на втората. Во масата пред моето име пишуваше Македонија, не пишуваше Северна Македонија. Кога ми го дава зборот representative of Macedonia и така натаму. Во сите разговори how is situation in Macedonia и така натаму и така натаму. Немој да мислите дека со декрет, со устав може да се промени идентитетот. Македонскиот идентитет не може да се промени ни со уставни промени, ни со декрет. Он ќе биде и така. Ќе треба време да се прилагоди обичниот македонец на Северна Македонија. Значи, ја не гледам тука некоја голема како да речам, причина зашто професорката Силјановска да игра на тој наратив, затоа што на крајот, ако го гледате Преспанскиот договор, тоа е една win-win ситуација. Двете земји добија. Грција го сочува античкото минато, Македонија ја доби европската иднина. И што има тука лошо? Професор река за нешто што инаку има етнички призвук, а се работи на граница на државноста. Добро. Прво, каков ќе биде вашиот однос кон едно од најгорливите прашања на решавањето, тоа е косовското независност, признавањето, односите меѓу Белград и Приштина. На тој план, официјално Скопје држи одредена линија на, да речем условно, релативно признавање на самостојно Косово, тоа е и со акт направено и така натаму. И дали вие мислите дека евентуалната концепција на поделба, односно на размена на територија може да има домино ефекти? Прво, ја не знам дали постои воопшто план за промена на територии. Ние ова што го слушаме се само изјави, интервјуа, декларации. Јас лично не сум видел дека постои така. Второ, Република Косово ги има своите легитимни представници кои треба да го кажат тоа и колку што знам, главниот став во Косово кој доминира е дека Косово е независна, суверена држава, прогласена на 17 февруари 2008 во постоечките граници и тие се суверени и уставни граници на Република Косово. Не верувам дека може да дојде до промена, оти
сепак и со Уставот на Република Косово, за секоја промена на границите треба се одлучува со двотретинско мнозинство. Затоа еден од главните принципи на Уставот, не само на Косово, но и на Република Македонија, секоја држава, е непровредливоста на територијалниот интегритет на државата. Тоа е многу опасно прашање, ако се отвора сега, и не верувам дека тоа можат да го отворат само двата преседатели на Србија и на Косово. Сепак, тоа е контекстуално, пошироко геополитичко и стратешко, па ја би рекол и безбедносно прашање, која не може да се остави само на два преседатели на државите. Тоа е опасна релација ако правиме нова конференција во која нема ни да дојде, не верувам дека ќе дојде конференција. Најмногу што може, секогаш велам хипотетички. Најмногу што може да дојде до еден балкански Кемп Дејвид и може би тоа да се случи само во Белата куќа, но тоа не е веќе конференција. Тоа е Кемп Дејвид, а се знае, Кемп Дејвид тогаш беше преседател Џими Картер, која водеше израелско-палестинската, тоест египатско-израелско помирување и сега можеби тоа е најмал се викам опасно да тоа биде некое помирување под покровителство на Соединетите Американски држави, како еден вид на балкански Кемп Дејвид под покровителство на председател на САД. Но, овие се само шпекулации. Дека ви е тоа прилично деликатна позиција за еден иден шеф на државата. Но тоа е вака мој прв печаток за коментар. Вториот е кој знаме ќе стои во председателската вила? Мислите во председателската или во овата канцеларија? Не, во резиденцијата и во вашата канцеларија. Оти резиденција и канцеларија се две различни. Добро, предполагам и тамо и тамо. Резиденцијата е повише лична, а канцеларијата е службена. Добро. Уставното знаме. Како е вашиот однос како интелектуалец, во кој има помалку абсурдност, дека дел од политичката елита во Македонија се пали на орлите и на албанското знаме, не баре се деца, наспроти, например, праксата во која едно Косово го присвои, да речем, универзалното знаме, не е ни она што е знаме на албанците, да речем, со орлите. Дали вие мислите дека во таа република, во тоа граѓанство, уште има потреба од таков тип на реакција која на одреден начин на локално ниво иритира, создава недоверба? Прво, самиот концепт на албанската нација е доста сложен, поради познатите политички, историски настани Лондон 1913, впрочем и Македонија беше распарчана во Букурешт 1913 и кај албанците има национално и државно знаме. Значи, албанците, сите албанци го имат албанското знамо као припадност на нацијата кои припаѓат. Република Косово има и државно знаме, кое е знамето на државата Република Косово. Инаку, ако мене ме прашате, албанците имаат три албански знамења, три национални знамења. Албанското национално, косовското, а и ова што е државното знамо на Република Македонија, ги има сите символи на илирите. Ако идете во сите книги на илирите, сонцето е главниот символ на илирите. Така да ние сме среќни што имаме три знамења. Мора да се наспием при самото сознание дека покрај толку богатство на знамења уште летаме орли, но тоа е вака првична реакција. Професор река, кога ќе стартувате со кампањата, што ќе биде вашиот прв мотивирачки говор? Што ќе им кажете? Дојдов да ме изберете или изберете по ваша волја? Не. Ја нема ни да им кажам дојдов да ме изберете, ни изберете, ја ќе им речам дојдов да разговарам со вас. Затоа што во овие 30 години она што им недосасуваше на политичарите во Македонија е разговор со граѓаните. Тие не разговара. Тие импонираа разговор. Тука е големата разлика. Ние треба да се научиме дека треба, не само кога ни требаат гласовите, еднаш у 4 години да ги прашаме граѓаните. Граѓаните треба да ги прашаме секој ден, на улица, во аптека, во школа, во продавница, во пазар.
Тоа го немаме ние. Ние ги добиваме изборите, ги добиваме гласовите и 4 години сме затворени во нашите кули од... Ви посакам да влезете во вториот круг, но ако не влезете, кому Блерим Река ќе ги предодреди, условно кажам, освоените гласови во решавачката битка? Зашто предпоставка дека Беса и Села нема да бидат без значаен квантум на гласови. Прво, ја воопшто не предпоставам дека нема да влезам во вториот круг. Јас сигурно идам на вториот круг. А второ, никогаш нема да тргувам со гласовите на народот. Правото на глас е свето право на граѓанинот. И уставно гарантирано, и законски гарантирано, ако сакате и морално, и етнички, како сакате. И би било стварно подлост на секој кандидат да него добиените гласови врз својата кандидатура да бидат како пара за подкусурување за некои политички цели. Тоа кај мене не проаѓа. Уште сега кажувам, значи пред да влезам во кампања, Река не тргува со гласови ни во првиот, ни во вториот круг. Се појавија веќе анализи што е составен дел на сите симулации дека со оглед на високиот цензус и во првиот, и особено и во вториот круг, а со оглед на своевидната партиска и политичка апатија кај албанското избирачко тело, плюс Ахмети веќе нема таква командна извршна функција да ги насочува гласовите, дека е возможно вториот круг да пропаднат претседателските избори. Да немаше кандидат албанец, ја не зборам да не бев јас, оти многу е нескромно. Да немаше албанец кандидат, ќе пропадна изборите во вториот круг. Албанците ќе излезат и ќе гласат масовно за албанскиот представник и ќе ги спасат изборите. И посакам да ви се оствари тоа. Јас сум сигурен во тоа. И нам сите како успешна приказна, а тоа се претседателските избори. Добар пат во големата кампања во која Блерим Река треба да влезе во вториот круг и да биде едниот претседател без етнички клуч. Иако во Facebook статусот тоа беше некаква авизо. Не знам како сте го сватиле. Не значи ако некој албанец изразува некое по-слободно, по-либерално мислење, дека тоа е некое националистичко мислење. Ние треба да се ослободиме од тие флоскули дека добриот албанец е само тој кој што нема национално мислење. Ја и целиот овој разговор што го имавме реков, јас сум за републиката. Че тоа е мојот концепт. Републиката на еднакви и равноправни граѓани на оваа држава. Без тоа ние нема и да не заборам уште нешто. Зашто овој концепт го правам? Затоа што ако не успееме да изградиме републиката, да ја вратиме републиката, ние наместо земја членка во ЕУ за 5-10 години ќе бидеме празна земја. 25% од населението ни избега. Обединените нации викат до 2030 ќе ни избега и 23%. Тоа значи половина од населението нема да го имаме. Така да, парадоксално, граѓаните на Република Македонија веќе се интегрира во ЕУ, а државата уште чека датум за почеток на преговори. Така да, наместо земја членка во 2030, ние можеби ќе бидеме членка, но као празна држава. Затоа, ако неаме правна држава, се плашам дека ќе имаме празна држава. Благодарам многу, тоа беше поштовани гледачи претседателскиот кандидат Блерим Река, кој собра неопходен број на над 10.000 подписи и чија номинација ја предавте во ДИК? Мојот штаб работи на тоа. Имате добар штаб? Имам многу добар штаб. Добро, ви благодарам уште еднаш, посакувам успешен старт на кампањата и завршеток во битката за нов претседател на Македонија. Поштовани гледачи, веднаш по претседателскиот кандидат, универзитетскиот професор Блерим Река, во студиото треба да дојде Ременски, еве ја гледам, а мислам дека ќе има прилично интересна провокација. Веднаш на стартот ќе ја прашам кој тоа повторно создава парадржавни и параполициски разузнавачки служби. Вие сте слободни, само еден момент да направиме една смена медиумска. Ви благодарам уште еднаш. Пријатно.